Миодраг Божиновски. Миодраг Божиновски Мичо е македонски композитор, текстописец, аранжер и продуцент на песни од забавната и ново создадената народна музика. Миодраг Божиновски е роден на 20 мај 1952 година во Куманово. Потекнува од петчлено работничко семејство. Со основно образование се стекнал во родниот град, а средно музичко училиште и факултет за музичка уметност завршил во Скопје. По завршувањето на факултетот, Божиновски се вработил во селото Кашање, како наставник по музичко образование, но по една година преминал во нижото музичко училиште Панче Пешев во Куманово, каде што работел како наставник, а подосна и професор по солфеж, теорија, пијано и класична гитара. Во 1984 година се вработил во музичката продукција на Македонската радиотелевизија, каде што останал до крајот на животот, работејќи како музички продуцент, уредник на националните ансамбли. Своите афинитети кон музиката Божиновски ги покажал уште во најраната детска возраст, кога неговите настапи со гитара представувале составен дел на сите школски, а подосна и градски манифестации, на кои вообичаено ги свирал популарните мексикански песни. Подосна, под влијание на Битлси, Божиновски членувал во неколку вокално-инструментални состави, од кои најдолго останал во Red Roses. Сепак, поради обврските околу школувањето во Скопје, постепено ги напуштил јавните настапи во Куманово, а музичката кариера во родниот град ја продолжил подоцна, во својство на диригент на забавниот оркестар при културно-уметничко друштво Илинден. Својата 10-годишна работа во овој ансамбл, Божиновски ќе ја закити со изведбата на 6 фестивали на забавни детски песни, Распејано детство, како и многу други програми со возрастни пејачи на забавни песни, а дел од нив забележени како видеозапис во емисијата на ТВ Скопје Забавно меѓувреме. Работејќи со културното уметничко друштво Илинден, Божиновски ги направил своите први оркестарски аранжмани, пошто следувале покани од професионалните оркестри, со што тој започнал да го пробива патот кон врвот на најзначајните аранжерски имиња во Македонија. Миодраг Божиновски се вбројува во врвните македонски композитори и текстописци на забавна и народна музика. Во својата долгогодишна кариера, тој создал голем број песни, меѓу кои се вбројуваат и големите хитови, како Свирете ми тамбури и Бабино девојче, во изведба на Нино Величковски, и Моја серенада, изведувана од Гоце Николовски. Исто така, тој работел и со поголем број кумановски музичари, како Маргица Антевска, Никола Давидовски, сестрите Маријана и Росана, Зоран Паневски, гитаристот Томислав Нешковски, триото Носталгија, групите Корона и Симпатија и така натаму. Уште повеќе, по иницијатива и под музичко раководство на Божиновски, е создаден Октетот Куманово, за кој напишал 250 песни, кои се издадени на повеќе носечи на звук, 4 касети и 3 плочи, забележени на бројни телевизиски настапи. Песна на ангелот, Опејана вода, Златна гранка и други. И наградувани се на повеќе фестивали. Божиновски е автор и на голем број детски песни, застапени во детските серии Полете песно, Расте Ана, Расте Анче, Математика, серијата од цртани филмови на Македонската радиотелевизија, Саки од Саканија, а меѓу нив се истакнува музиката за серијата Во светот на бајките. Исто така, тој создавал и музика за драмски представи. Мојот татко, социјалистички кулак, Господа Глембаеви, Оливер Твист и така натаму. Телевизиски серии како Североисточно од југозапад, Погрешно од свирена нота, Погрешно време, како и наменски песни од кои се истакнуваат Песна на ангелот, Водици
и Песна на цвеќето, кои ги освоиле првите места на познатиот фестивал на Југословенската радиотелевизија, што се одржувал во Неум, Босна и Херцеговина. Во продолжение, Божиновски пишувал и сериозна музика, создавајќи ги минијатурите за пијано под наслов Солози. Во својата кариера, Божиновски извршувал функцијата уметнички директор на фестивалите Златно славеќе и Цветници, во знак на благодарност за неговиот огромен придонес во збогатувањето, осовременувањето и афирмирањето на културното живење во Куманово. Во 1991 година Градскиот совет му е доделил ноемвриската награда. Исто така, како потврда на целокупното творештво на Божиновски, во 2011 година Советот на фестивалот Охрид Фест, Охридски трубадури, одлучи посмртно да му додели награда за посебен придонес во развојот на музиката.